но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која Андон, ја извршува. Немаш право да покажеш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дајте само говори за вас. Сте саркастични колку што Дајте сакате. уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашете го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга сте одбележали. Нема да ја читаме цел. А ве молам режија. Добро вечер, почитувани гледачи. Добро вечер во Аргументи во телевизија Нова. Исток, Запад, Балкан, Југ. Вака е насловив вечерашната емисија, сакајќи да покажам дека она што се случува во Македонија и она што се случува надвор од Македонија на некој чуден начин се испреплетени и стануваат во последниве десетина години една тема за која што често размислуваме колку сме ние вклучени во едни глобални игри и колку тие влијаат врз натрешната политичка криза што последниве години се реперкуира во Македонија и кој пат да го фатиме меѓу овие големи сили ако тие ни се од помош. Нова тема и други прашања што ќе се отворат, ќе разговараме со мои вечерашни гости, познати, господинот Ристо Николски, добро вечер. Добро вечер. И господинот Љупче Ристовски. Добро вечер. Господин Николски, често пати со вас разговаравме на оваа тема за влијанието на Запад, за влијанието на Исток и кај да се позиционираме во овие страшни времиња, да ги наречам, Тешки. една тешки времиња, мала земја. Отприлика ги знаеме, ги знам вашите ставови, не е лошо да дали тие се интензивираат, дали тие влијаат кадровски врз состојбите во Македонија. Како можеме да се исчепкаме од оваа ситуација и кој пат да го фатиме? Тоа е многу битно. Зашто мислам дека како да во последно време како да сме веќе на ветерот. Не знаеме од каде дува и со која сила да се приклониме. Имаме ли пријатели? Пријатели сигурно имаме, меѓутоа, Сигурно имаме нешто несигурно е тоа. ама зависи со каков калибар, разбирате, и со каква спремност. Видите, нема пријател, непријател. Интересите се во прашање секогаш тие доминираат и на Балканот да не забораваме. Со векови никогаш судбината не решавале локалните народи, тука решавале други сили од надвор. Така било и така останало. Тие се менувале, разбирате, али ново е по распад на Југославија, дека тука главен газда се Соединените американски држави, а претhodно биле Русија, влијателна, Америка, односно Британија, Франција, али не Америка. Сега таа ги има конците во своји раце. И, видите, Балканот има сериозна, да нечам клучна, има важна улога во Европа. Ќе ви го цитирам сега комисионерот, односно шефот на комисионерите во Брисел, кој во врска со американските политики, кој имал средба со подпредседателот, американски кој беше во Брисел, му рекол: немојте да подржувате Брекзит, немојте да ја рушите Европа, затоа што ќе имате војна на Балканот. Мислам, што се деса до мене, апсолутна грешка. Меѓутоа, тој тоа го рекол и со тоа се горде дори дека дал една диагноза, да речам. Видите, Балканот нема да има војна на Балканот, тоа сум длабоко уверен, бидејќи не им одговара пред се на американците. Кога време војна, мислите меѓународна некоја војна или внатрешни конфликти како што знаеме? Внатрешни конфликти имало и ќе има. Се случува во Бугарија, се случува во Албанија, се случува во Босна, се случува кај нас, најте подалеку, се случува во Босна, во Црна Гора, значи внатрешни превирања. Имало ќе има, али војна да има како што имаше 99-та година,
дури и она што беше 2001 кај нас, веќе нема да има, разбирате. И ќе ви кажам зашто. Затоа што има ли војна, еве Русија тука. Значи, Да не спаси. Да не спаси, да не се спаси. замеша. Да си влезе, да си земе своите парче од колачот, разбирате. И Америка, ако нешто не дозволи, тоа е да дојде Русија. И према тоа, Америка нема да дозволи да има било какво преминување на Рубиконот на црвената линија, и тоа е една добра гаранција за сите нас. Меѓутоа ни мир нема да има, разбирате, затоа што сега е многу актуелно каква ќе биде политиката на Трамп, очекување дека тој, нели, со Сорос се испокара, дека Сорос нема да го поддржува, дека што изјавуваше и тој и неговите соработници дека доста беше периодот на американско мешање во внатрешни работи на други држави, рушење на влади, така натаму и така натаму. Тоа ќе си остане, само нема да биде веројатно толку аплно, толку отворено. Знаете, интересите го диктираат тоа. Пак на крајот кој да се сведува на интересите. Така да тоа ќе го има и мислам дека погрешната политика на Трамп, јас не ќе го поддржувам него, иначе тој човек нема многу искуство во политиката, али внесува нешто ново, знаете, внесува нешто ново што на крајот од денот не мора да биде негативно, бидејќи она што правиш Америка. Ама е неизвестно. Беше неизвестно е. Светот не сака неизвестни. Тоа е точно, меѓутоа она што правиш Америка до сега, светски жандар, правеше рушиње во цел свет кај што сака, мислам, без некаква контрола, без Конгрес, Сенат и така натака, правеше што сака. Европа и Македонија најдобар пример за тоа. Овие може на друго место. Ќе прават пак, али веројатно помалку, разбирате. И сега, значи, да се вратиме пак на Балканот, што ви го ставите Балканот во центарот на интересот, мислам дека промена во американските политики према Балканот, она што сега игра на картата на албанците и држејќи го Балканот во една, да речам, на ниво на нестабилност, разбирате, тој ќе остане што тоа им одговара. На некој начин тука преку Балканот ќе контролираат и Европа. Сваѓате, ако на Балкан нема мир во Европа. Така да само уште нешто, али уште неколку реченици, значи во таа насока интересот за Русија се враќа, особено после... На Русија или за Русија? На Русија за Балканот. За Русија, реков. Не, интересот на Русија за Балканот. Голема разлика тоа за и на... Да, огромна. Може да биде светска војна, може има таква една буква може да биде во светска војна. Значи, интересот на Русија за регионот се враќа по Украина, тие претходно не сакаат да ја провоцираат Америка, го избегнуваат, овие тие доминираат, овде им го препуштија. Сега веројатно апетитите полека им растат после Украина, конфронтацијата и студената војна, конфронтацијата меѓу Вашингтон и Москва е веќе реалност, студената војна започна и сега тука веќе Балканот е она невралгично место кај што и Русија може да бара свое место под сонце. И веќе ги имаме нивните изјави и се Русија ништо не нуди, нема опција таква, али тоа покажува дека тој судир на интерес на големите. Застанете, тука ми е битно, после ќе ме прашам. Значи судирот на големите останува на Балканот и ќе биде актуелен во период кој доаѓа. Ќе опамтам, сакам да ве допрашам нешто, но сакам да слушам господин Христовски за оваа ситуација. Балкан, нашите опции каде се во една ваква геостратешка ситуација каде што има нови движења и таму. Јас сепак мислам дека меѓународниот поредок, меѓународните норми, ваквата поставеност, да речеме, и на системот на Обединетите нации дава право и шанса и на помалите држави и народи да едноставно си го најдат своето место во тој меѓународен поредок. Но пред се тоа зависи од умешноста на политичкото лидерство, како ќе се постави во тие односи. Точно дека интересите се оската на која што нели сите ги движат своите лостови на влијание и така натаму, но за волја на вистината и пријателствата се клучни во одредени сегменти. Ние го знаеме примерот со Борис Трајковски и огромниот број пријателства што имаше со државници ни светот и така натаму. Тогаш меѓународниот авторитет на државата беше огромен и за волја на вистината имаме многу придобивки од тоа, на пример признавањето на Соединетите американски држави под уставното име. Мислите за личниот однос на председателот или генерално како Македонија? Па веројатно има и интереси позади тоа, меѓутоа и веројатно личниот однос на двајцата председатели допринесе во таа насока. И тоа се факти. И внимавајте, ако ја гледаме улогата на Соединетите американски држави на ова подрачје или посебно за Македонија, по периодот од осамословувањето на Македонија до денеска, значи збориме за даношните обврзници на Америка, издвоиле од своите джебови, од своите домашни буџети, значи и државата нормално од незиниот буџет,
преку милиарда и неколку стотина милиони долари за Македонија. Кој би бил интересот, да речеме, една 200 и кусур милионска Америка, најмоćната држава на светот, на планетата и така натаму, да издвојува повеќе од милиарда долари за еден период од 20 Тука не говорите за парите на Сторос, говорите за американските пари. Само за американските пари, преку USAID и преку други американски организации. Да. Значи, Америка несебично давала тука. И редно е било која политичка гарнитура да е на власт да го почитува тоа. И внимавајте, некој одвоил од својот домашен буџет, одвоил од буџетот на државата и така натаму, и за возраст што барала од Македонија? Ништо. Имаме ли ние еден документ каде што Америка не оценувала до сега, не условувала или била исклучива во однос на нас? Немојте така. Да. Немојте така. И сега единственото нешто кое што да речеме го очекувала да се стабилизира демократијата. Значи во демократски контекст тој преод или таа политичка транзиција која што ние нарекуваме, да едноставно од систем во кој што оската беше на демократскиот централизам, имаше сериозни социјалистички самоуправни елементи на системот, имаше компоненти на комунизам и на комунистички системи и така натаму, да прејде во една одржлива демократија. Грешката е што, да речеме, се очекува во одредени ситуации механички да се прелеат институциите од таму, нели по пат на тој така наречен институционален инженеринг, и механички да се прелее, да речеме, тој сегмент на демократијата во овие транзициони држави и економии. Тука, веројатно, историските околности, па ако сакате и политичката култура на одредена нација, да речеме зрелоста на нацијата во историски контекст, се тоа елементи кои што поединечно ако се анализират се има свое влијание во дадениот сегмент. Од друга страна, ако анализираме улогата на денешна Русија, после Втората светска војна, како нели сојузници и како победници, тие го има, да речеме, источниот блок. И во студената војна, отприлика таа беше нивната сфера на влијание. Но како се распадна источниот блок, кога Советскиот сојуз се распадна, кога го изгубија влијанието, се изгуби и тој дел на влијанието. И сега Русија веројатно се обидува да го поврати тоа влијание во територијата која што и беше доделена после Јалта, нели, после Втората светска војна, нели, како победници, сојузници во борбата против фашизмот. И од тука имаме сега и еден друг елемент кој што јас во една од дебатите го споменав. Русија, ваква каква што е, да речеме, се обидува да продре со империални тенденции во светот на православието и да заокружи таа линија на влијание, таа оска на влијание. Значи, тоа е тој така наречен панславизам. Сега, веројатно, се уште не е тоа официјална, меѓутоа, зад кулисите се препознава една таква политика, а од друга страна, пак Турција има сериозни империални амбиции во овој дел, нели по зелената трансверзала. Тоа значи дека тие интереси се студираат, иако сега се студираат, и затоа Америка, нели американскиот потпредседател Бајден, мислам, рече дека Македонија е на линија на фронтот. Значи, имаме сериозни геостратегиски поместувања. Џон Кери го рече тоа. И Кери го, секретарот го повтори, да, но и Бајден го говореше тоа. Значи, студирањето на интересите по таа геостратегиска линија стои. Да, тие сега се сојузници, Русија и Турција. Има аспирации за истите територии за кои што говорите. Пријателите и непријателите се менуваат, интересите остануваат трајни. Тоа е оно што Палмер сепак 200 години. Видите, околу американската политика кон Македонија мораме да бидеме многу прецизни, бидејќи не заборавајте дека Вашингтон го призна Скопје 2 години откако тоа го направија сите европски држави, односно не сите, голем дел од Европската унија, и 2 години после Загреб, Љубљана и дури Сарајево кога имаше војна. Дипломатскиот однос се воспоставија 4 години после, односно 3 години после Љубљана, Хрватска, односно Загреб и Босна и Херцеговина, а 4 години потоа дојде Христофер Грпојот амбасадор. Значи, има сериозни, дозволете, сериозни резерви има околу Македонија. Тоа е првото што се прави. Од 20 нови држави, разбирате, после распадот на Советскиот сојуз на Чехословачка и Југославија, 19 беа признати за 2 месеца и 3 месеца од Америка, на Македонија и требаше 4 години патот амбасадор. Тоа е првото. Второто, вие верите дека ни го призна уставното име како некој гест кон Македонија. Тоа не е точно. Јас ви почитам изјавата на Ричард Баучер, спортпарол на Стејт департментот од 5 ноември 2004 година, кога ни го призна
само делумно уставното име, кој рече State Departmentот реши да и го признае на уставното име на државата како поддршка на Скопје во напорите да го имплементира законот за децентрализација. И се сеќавате кога тога имаше референдум да го спречиме децентрализацијата, која е погубна и албанизираше делови од земјата, да го спречат. Значи, да го признаа со чиста намера и успеава. Го спречија референдумот и децентрализација беше направена, имаме двојазичност, последиците кои сега доживуваат со платформата некакво финале. И уште неколку изјави ќе ги прочитам за американците, односно кон Македонија, велите дека тие дадоа навистина голема помош. Само да законот за децентрализација и дозволете. Територијалното разграничување на општините. Вие мислите на територијалното разграничување? Да. Иначе законот за децентрализација е придобивка во секоја смисла на Законот е закон за нова административна поделба на земјата, кој е донесен на 4-ти, на 5-ти. Таму стои децентрализација. Тоа е законот, разбирате, за децентрализација. Не, два закона се. Тоа е нова административна поделба, разбирате, тоа е да видите Децентрализација е една работа. Тоа вика децентрализација. Сосема друго, да. Никогаш не сме имали ни условувања сега третата. Законот за децентрализација, тоа е за новата административна поделба која е направена на 5 и 6 ноември. Добро, али во секој случај го призна за да го поддржи законот за нова административна поделба со која се албанизира Кичево, Струга, двојазично Скопје. Значи, Јас сметам дека линк нема меѓу едното и другото. Има неговата изјавата веќе. Децентрализација мислам дека е друго, тоа е. Видите, еве ќе има да сакате да го разберете тоа. И мислам дека јас го имам гледано оригиналниот американски превод, мислам дека е малку во нијанси поинаку. Не со американски го читам, јас го читам англиски, го читам, само го преведувам, лично го преведувам. И се да видите, ќе ви кажам што е Рикер. Земјата треба да најде име за да почне да се движи кон на тамошна целосна интеграција. Идентитетот е ваш на секој поединец, на секоја група. Тоа е нешто за што не се преговара. Промениш имот идентитетот. Тоа е промениш имот идентитетот, значи тоа е залажување да те пренесат жеден преку вода што вели народот. Чекајте, се извинувам. Дали го променивме идентитетот со Фирум? Чекайте, немате прво Фирум не значи ништо, не. Обединените нации е Фирум. Не, нема Фирум. Поранешна Југословска република Македонија. Дали идентитетот е променет? Тоа е друго. Тоа е Дали сме уште македонци? Дали сме уште македонски јазик? Чекайте, он вели треба да најде име земјата. А референцијата во Обединетите нации, поранешна Југословенска република е наметната, ние никогаш не ја прифативме и таа ние не ја користиме неа. А јас можам да викам вас трајче, разбирате, али тоа вие ќе го игнорирате, разбирате. Значи, Фиром прво да завераме. Фиром е или ПРМ е навредлива кратенка која ние не сме никој да изговориме, е безсмислица. А референцијата во суштината... Да, ама не ни пречи сега во напорите да влеземе во НАТО. И не ни пречеше 2008, така? Тоа е друго прашање. Али во секој случај тоа е како некои 137 држави не се обраќаат со Република Македонија. Кога говориме за промена на име, станува збор за името Македонија. Ако Македонија е фикс, ако Македонија е константа, сега да завршиме, тога за кој име зборуваме? За Република Македонија, видите. Обединетите нации може да прават што сакаат. Ние не можеме да влијаеме. Меѓутоа, он бара ние да се прекрстиме, да одбираме име. Тука е разликата, разбирате. Јас можам како сакате вас да ви викам, али вие ако би го дозволите тоа, разбирате, тоа е веќе ако се сложите со моето име, значи вие сте прифатиле. Он бара да се прекрстиме. Сега дозволите. Индивидуални изјави на одредени политички првенции на одредени држави често пати не кореспондираат со официјалната... Ама чекајте, тоа американската политика и ден денеска е така. Официјалната политика на Америка никога не рекла вие сменете го името. Официјалната политика на Америка вели ние ги поддржуваме преговорите што во рамките на што се одвиваат во рамките на Обединетите нации. И ние во рамките на тие преговори, тоа што ќе се договорите со Грција, ние ќе го прифатиме. Хилари Клинтон, државна секретарка на 19 јули 2011 година изјавила: владата во Скопје треба да знае дека нема да може да напредува во евроинтеграциите се додека не го решува прашање за името, а од друга страна очигледно и така натака. Значи, нас ни поставува ултиматум дека не се прекрстиме, дога решим проблемот со името, не да си не може да би остане дава името. пријателски совет, тоа не е ултиматум. Треба да го решите едноставно. Изјавите не значат така. Он навели дека нема да напредувате и кој не блокира нас во НАТО? Грција или Америка?
Кој не блокира нас во НАТО? Вие велите Америка? Ама кажете ви, јас вас ме прашувам. И Грција може да не блокира нас во НАТО, а Америка не поддржува. Па да не бидеме смешни. НАТО 72% од трошковите НАТО ги дава Америка. И сега Америка ќе дозволи Грција да диктира со НАТО? И сега сака да не прека затоа што Не можете се да импутирате на Америка дека таа е црниот ѓавол во ситуацијата. Имаме и ние слабости и грешки, имаме и ние неагилност во таа насока, имаме и ние колебливост. И ние немаме јасен став, немаме општествен договор, немаме дебата, немаме ништо. Нашите грешки да ги немаме ставиме на страна. консензус. Јас ви кажам да американската политика вели Томас Кантримен, помошник државен секретар на 27 октомври 2010 година. Вашингтон се уште е заинтересиран за членство на Македонија во НАТО. Со чекањето губи Македонија, а не Грција. Да прашам. Ајде, мислам да не ги мешаме работите. Американската политика по Македонија е погрешна. Ќе ги мешаме. Ќе ги мешаме еве каде. Бидејќи ви реков, ќе запамтете, рековте интересот на Русија за Балканот се враќа. Се расте, да, расте, тоа е факт. Ако Македонија има консензус политички и општенароден за членство во ЕУ и НАТО, освен индивидуални мислења ваши, мои, туѓи, дека не треба да биде така. Ако најголемиот број граѓани се изјасниле за тоа. Велите, не може Грција да не спречи, може Америка. Може и Русија. Може и Русија да игра преку Грција, ние да не станеме членка на НАТО. Зашто отфрлате дека тие сили за кои што говорите дека сакаат освен со православието, хипотетички поставам, не сум сигурен дека е така. Меѓутоа, почнавме геостратешки меѓу две големи сили кои што имаат интерес за Балканот. Начинот на кој што играат е различен. И капацитетите кои ги имаат. Можда ли не само Америка, туку и Русија, бидејќи имаше некои написи од познати американски дисиденти, политичари, советници, дека фактички Русија преку Грција овозможува ние да го кочи прашањето со името. Сте размислували таа опција? Не, видите, тука има една коинциденција на интересите на Русија и на Грција, апсолутно, бидејќи јасно е сега груби тоа го на еден груб начин го кажа во Косово, вели дека нема промена на името, нема НАТО и ЕУ. Значи, нас блокадата ни ја поставува Брисел. После 2008 година, на самитот на НАТО во 2008 година во Букурешт, беше променета целосно политиката на Алијансата. Алијансата што ќе реши, Унијата само следи, зашто горе-доле истите членки се таму. И за вратите за нас ширум се затворија, разбирате. И рекоа, прво името, потоа членство, тоа е блокада, уцена и ултиматум. Тоа нема никаква врска со демократијата, со човекови права, принципи, тоа игнорирање сите нив, разбирате. Сега се вратиме на Русија и Грција. Русија, јас бе во Москва 2 години, апсолутно нема ништо против и против членството на Македонија во НАТО и во ЕУ. Тогаш нема. Сега? Не беа среќни, меѓутоа, додека не бевме на нивните граници, разбирате, додека НАТО не влегаше на нивните граници, не беше никакви проблеми. Во моментот кога НАТО навлезе на нивните граници, тоа беше на времето на Елцин или така, и во моментот кога се случи Украина, значи од Украина дојаме потполна пресврт во политиките на Русија према НАТО, они се целосно против НАТО, немаат проблеми со Европската Унија, али за НАТО веќе и Црна Гора дори зборуваат дека некаков пуќ сакаат да направат таму и така државен удар, односно дека значи не е чудо да ја спречуваат и Македонија и Србија, да речеме. Значи има некоја коинциденција затоа што додека Грција е фронтмен за тоа да Македонија не може да влезе ради името, разбирате, во НАТО и ЕУ, тоа на Русија одговара, значи не е дека само Америка, има тука еден триаголник. Не, али Русија тука не игра директна улога, меѓутоа не и одговара и трие раце, разбирате. Така дека е баш така. Добро, да правиме мала пауза за реклами, а потоа ќе се вратиме и на домашните прилики како влијаат воопшто и каде ние ќе тргнеме по кој пат. Вие сте со аргументи, ние разговараме со господата Љупчо Ристовски и Ристо Николски. Николски, сакавте да завршите мислата за НАТО? Околу НАТО и Русија, мислам, велам, има еволуција.
лично бев присутен кога ни кажува дека немаат ништо против нашето членство во НАТО. Сега се промени приказната. Меѓутоа ќе ви цитирам, ова е извадено од оригинални документи, кога Горбачов се сложил со обединувањето на Германија. Не било спорно таа да стане дел од НАТО и да остане, мислам, Источна Германија да се влезе во НАТО, иако тогаш беше дел од Варшавскиот пакт и така. Бейкер му дал уверување дека нема, цитирано, нема да има ни за јота проширување на НАТО кон исток. Наводници, значи, цитат. Горбачов одговорил, наводници, било какво проширување на зоната на НАТО е неприфатливо. Наводници. И Бейкер одговорил, се сложувам. Што се случувало после, сите знаеме. Многу цврсти гаранции дали. Да, тоа се пише договор, меѓу се има право, значи. Ристовски, почнаме некако спонтано во таа геостратегија и за прашањето на името, кој како еден од условите за членство во Европската унија и особено во НАТО, сега повторно се актуализира дека постои сценарио, имаше соопштение од ВМРО ДПМН, дека и платформата е дел од тоа сценарио за промена на името, што доаѓа како одговор на некои муабети пред изборите, кога се говореше дека после овие избори ќе се решаваат крупни прашања и дека едно од крупните прашања за Европска унија и за Америка е решавањето на спорот за името, за да се одблокира тој процес на членство во овие две организации. Значи, вака. Ако го анализираме коренот на кризата или природата на конфликтот во Македонија што настана, да речеме последнива година, две и можеби и пред тоа го имаше извориштето, тогаш секако дека ниту платформата е главната причина за настанатава ситуација, ниту пак тоа може да го поврземе со прашањето за името. Ние знаеме дека од самиот почеток имаме системска криза. И ние се обидовме, нели, преку Пржинскиот договор да направиме еден системски инженеринг, па дури влеговме. Не, ние, американците. И странците, мислам, странците го американци ноќ на мора. Ама странците, не само да нека не бидат американците. Значи, влеговме во еден системски инженеринг и постигнавме тоа што постигнавме, изменивме делосистемот, имавме двотретинско мнозинство во собранието и работите почна да се одвиваат трапаво, но се одвиваат работите. Во меѓувреме ние имаме и институционална криза, значи не ни функционираат институциите. Од тука ни е потребен и институционален инженеринг. Тоа во теоријата на политичките науки е еден од начините за решавање на криза, поготово во транзиционите општества, да речеме во источно европските транзиционални општества. Секој ќе има двосмислено значење. Че ако западните развиени демократии ги земеме во делот на институционалниот инженеринг, кој што исто така го применува за решавање на внатрешни конфликти или конфликти помеѓу држави, таму се земаат од прилика како таргет 4 демократски институции. Едниот е Уставот како највисок законодавен акт, тоа е таа демократска институција. Вториот е власта, односно во нашиот случај имаме, нели, извршната власт, владата, и го имаме претседателот кој што има дел од извршната власт, и ја имаме парламентарната власт, но имаме сега и уште други две власти, тоа е, нели, судската власт која по дефолт треба да биде независна, и во, нели, политичкиот поредок веќе влегува медиумите како четврта власт, но влегува и цивилниот сектор, односно граѓанското општество. Сега сите овие делови од власта фактички се втората демократска институција на која што може да биде насочен тој институционален инженеринг, значи промени во смисла на реформирање и унапредување на односите кои што ги продуцираат институциите. Иначе не било секогаш во политички науки доминантен овој институционален инженеринг, биле бихевиористите или однесувањето на политички тактики и така натаму. Третото е нормативниот дел. Западните развиени демократии гледале да ги унапредат односите и да ги решаваат конфликтите преку унапредување на изборната регулатива за да дојдат до што поефикасно мнозинство, нели, политичко и парламентарно. И сега во овој сегмент и последниот е плебисцитарниот инструментариум кој што го користат, да речи, тоа се референдумите во одредени ситуации. Еве и ние во случај со прашањето со името и ВМРО ДПМН најави дека ќе користи, нели, референдум. Иначе ние имавме уставен инженеринг во делот после кризата 2001 година. Значи, начините на санирање на конфликтноста во општествата во развиените западни демократии се насочени кон овие демократски институции, ново
да речеме источноевропските држави, каде што се уште имаме тенденции на така наречен полуавторитарен систем или полуавторитарни режими ги нарекуваат во, да речеме, одредени теории во политичките науки. И сега ние имаме различна градација во источноевропските земји. Ти излегуваат надвор од овој сет на демократски институции и веројатно ќе бараат начини на решавање на конфликтот во авторитарниот дел. И тоа по трите линии има во теоријата авторитарен, полуавторитарен режим кој што е во еквилибриум, кој што сака да го одржи статус квото, како што ние имавме во одреден период, со години позицијата умешно менаџираше со опозицијата, ја држеше на страна од пологите на моќ и интерес влијание, односно од власта. И потоа имаме полуавторитарни системи, збориме за овие источноевропски транзициони општества, кои што имаат динамичен политички раст и развој, кои што имаат внатрешен порив и притисок од општеството да се менуваат, да се движат, но секој пат има од авторитарната власт пречки се ставаат на патот за да не може да се доведе до полната демократија. Говорите теорија или говорите Керко сетите с нао? Говорите за Македонија или говорите за источноевропските земји? Па во источноевропските земји спаѓа и Македонија, ние сме дел од југоисточна Европа. Балканот нешто друго е. Балканот нешто потешко и покомплицирано е. Значи, последниот дел е кој што се најтврдите и најстрогите, кој што во краен момент, кога веќе демократијата ќе им го, собере или оспори просторот за да можат и понатаму да го спречуваат реформирањето на институциите и враќањето на оние демократски вредностни постулати, правда, слобода, еднакво за кои што говориме, тогаш веќе они прибегнуваат кон строги авторитарни мерки и тогаш веќе преоѓаат во така наречен тврд авторитаризам, што се нарекува во политиката. Е сега ако ова го сведеме на практична и непрактична ситуација, Македонија ќе се најде во сите овие три етапи, можеби случајно, можеби свесно, можеби несвесно не е важно, но решенијата, ако говориме за делот на решенијата, тогаш ќе мора да одиме по санирање на состојбите кои што ги продуцираат овие линии. Значи мораме назад да ја враќаме ситуацијата. Да не се враќаме назад, идеме напред, Црногорски. Никовски. Да. Говореше за начините на инженеринг, како се преминуваат некои методи од земји од Европа, така како системи во некои држави од Европа, па и веројатно пржинските договори така натаму за Македонија преминуваат некои експерименти. Меѓутоа тоа важи додека има обострана атракција. Ако гледаме дека во Македонија се создава една клима на луѓето кои што шетаат по улиците, а не се малку анти-хан и анти-ЕУ расположение, не верувам дека се уште тоа референдумски е најдоминантно, до значителна бројка на граѓани имаат отпор спрема Брисел, можеби не спрема секоја држава членка на Европската унија, кои санкции, не само инженеринг, кој како да кажам, кој начин на таков инженеринг да не приволат кон нешто може да ги искористат, ако и тие самите имаат веќе проблеми. Ако авторитетот на Европската унија опаѓа, а Америка гледаме дека со новиот претседател како да крева малку рачна во однос на односите со Европската унија. Има ли некој нешто да ни направи, може или нема шанси? Видите, многу прашања. Не, јасно бе што се Не, апсолутно разбрав. Многу прашања покренавте, меѓутоа ќе реплицирам и на тоа. Видите, прво, тие антиевропски изјави и извикувања кои се појавија на овие протестите, од кои многу се загрижи Брисел, видовте дека реагира, дека тоа е недозволиво, дека тоа е државата да бидат во прашање за тоа, што мислам само покажува нивниот страф од ова случува кај нас, беше крајно време. Они страф од шо? Ние треба да се плашиме. Видите страф, пропагандата, видите видите алармот кај нив задзвоне. Разбирате, до сега ние бевме овците што следеа ќе ни кажат. Што алармот Никовски? Што ќе се случи со Европа ако ние тука се спотепаме? Видите, имаме колку 32 заби, еден ако е боли 31 се за џабе. Тие си имаат Британија, Брекзит, тие си имаат големи грижи си имаат. Само не заборавајте. Балканот, по многу што и прега се го реков на малку, да не одиме по широка елаборација, е клучен за Европа.
Европа на Балканот доживеа катастрофален пораз, тоа возможи да влезе Америка. Зашто е клучен? Молам? Зашто е клучен? Зашто е клучен? Не можете вие да имате мир во Европа ако Балканот биде немирен. А состојбите во Балкан се влошуваат. Се и другите европски земји се немирни, и во Холандија, и во Франција, и во Англија. Полска, Зашто Балканот да не Унгарија, може? видите. Сите тие Нити сме пазар, нити имаме видите, ураниум, видите, нити не знам заради што би бил многу важен. видите. Нити море, нити Ние имаме стратегиска позиција, ме призналеме или не, патот према Грција, нивна членка преку Македонија врви. Патот према Блискиот исток води преку Македонија и блиску до Македонија. Така да ако овој дел од Европа е во немири, е во еден хаос и во една криза, Европа не може да спие мирно. не можеме и ние нема да спиеме мирно. Само грижите се пред се наши. Да. Меѓутоа се вратиме на почетокот, она што тие извици против Европа, знаете, Аландус кај ним се создаде тоа. Зошто да Најмногу било ги вознемири затоа што до сега мислеа дека македонци 70, 60, 90% се за Европската унија и за НАТО. Сега гледа дека тие работи се менуваат. А знаете кој ќе тоа паѓа, за 1% кој ќе паѓа тоа наше расположение према ЕУ и НАТО, кај нив веќе се создава една паника, што се случува. А во Македонија однесувањето на нашиот народ према Брисел до сега е апсолутно рационално. Тие 9 години од 2008 година сме под блокада, уцена и ултиматум. Прекрстници ќе ја приме. Тоа е нечовечно, нехумано е тоа, разберете, непристојно е тоа. И ние се уште 70% сакаме да одиме во Европа. Сега ова веќе го освестува народот. Сваќа дека Брисел има сосема спротивни интереси од нашите. Брисел сака да не дозволете, јас те прекинувам. Брисел сака да не прекрсти. И тоа го прави со сите мислам можни алати кои ги има на располагање. Кризата во Македонија, Вклучувајќи и платформата, сакам да кажам. платформата е дел од таа криза, разбирате. Јас ќе кажам само нешто, видите. Дали е дел од наметнувањето на решавање на спорот за името? Се тоа дел. Основното што го мотивира Запад, еве да кажеме Запад, да не спомнуваме кој, е да се прекрсти Македонија. 25 години, една мала земја, никаква, сиромашна, испокарана, разбирате, не успева да ја кутнат. 25 години. Тоа е сериозен неуспех за нив. И знаете зашто, веќе една мала дигресија, знаете зашто Хрватска влезе во Европската унија? Затоа што не смева Словенија со право или како со Грција во најмала рака ја блокираше. Не смева да дозволат и случај на блокада што ќе се покаже некадарни. Тие се некадарни према Македонија. И затоа ја присилија Словенија, тој проблем уште не е решен. Али ја присилија Словенија да ги пушти, да немаат истиот апсурд да не се случи да има блокада. Значи, Македонија треба да се прекрсти. Тоа е нивната задача и меѓу другото за да се спречи евентуално доаѓање на Русија да влезе во НАТО, а рекоа дека без промена на името нема НАТО, разбирате, и целта е да се прекрсти Македонија и да се затвори тој простор за Русија. Сега ли тоа? Велики 25 години. Ама сега сме... След 25 години... Ама пука филмот пукна. И сега ви кажам уште нешто. Таа платформа е задоцнета, таа требаше да биде уште од првиот ден во Прџино кога почна разговорите. Тачи Ахмети инсистира да се внесат и албанските барања во документите, во тие неуставни хартивчиња. Инсистира. А меѓутоа, конфликтот беше концентриран на американците. Не се имаше максимализирано тој конфликт и го одлага. Куманово зашто беше? Куманово, јас сум убеден дека имаше некој доступ меѓу албанските лидери и терористите од Косово, затоа што целта беше да се внесет на агендата на тие преговори, решавање на кризата и албанските прашања. И тогаш не успева што полицијата реагираше хитно и што се случи и чека изборите и после изборите избегва. Таа платформа требаше да биде уште на Прџино вметната. Меѓутоа се ветна сега затоа што кој ќе некој на колена, ти ќе го направиш тој притисок, сите тие ќе фрли сите огнови ќе фрлиш таму за да можеш да изгориш побрзо. Немаме друг пат освен Европската унија и освен членство во НАТО. Немаме друг пат. Прекрстени? Плебисцитарно нацијата. Прекрстени? Не, тоа е независно. Како независно? Внимавајте, во даденава ситуација. Блокада, уцени ултиматум има. И јас често пати тоа го говорам. За да се одржи на власт ВМРО ДПМН. Ги зголемува негативните емоции кај нацијата. Ги зголемува стравовите, игра на таа точка. Платформата беше идеален лост
со кој што едноставно ќе го заплашува постојано народот дека ќе изгубите државата, тоа е дека ќе факт. има федерализација, Тоа е дека факт. ќе има двојазичност, а бинационалност ќе доведе дека ќе имаме делба, да и така натаму. И сега откако ги исцрпија тие аргументи во делот на платформата, кога почна да парира опозицијата, сега веќе се додава уште една јамка околу вратот, се додава наводно и проблемот со името, нови стравови, нови негативни емоции, ќе го изгубите името, ќе го изгубите идентитетот и така натаму. Тоа е целта на сето ова. Целта е да се остане на власт. Тоа е една фата моргана која Тоа не што е прави спорно, власта. секој сака да се на власт. Внимавајте. Јас често пати ја критикувам опозицијата, не требаше да наседне и не требаше да почне материјална расправа за платформата. Уште на првата емисија, првата недела после платформата, кога бевме на ТВ21 заедно, јас и тогаш говорев, сега не е сезона платформата, сега е замка, стапица и измама, со која што СДСМ ќе влезе во една неповолна ситуација. И влезе во неповолна ситуација. Тоа е И факт. сега му е тешко да се извади од Тоа е таа факт. ситуација. И уште тогаш говорев дека Тоа е платформата ќе биде основа за заострување на реториката по етничка линија и да растат стравовите и негативните емоции кон населението, што и се случи. Ама сосема И тоа со право. само неколку месеци Сосема потоа. со право. Ма внимавајте, платформата во 2/3 од својата содржина бара двотретинско мнозинство, таа е безпредметна во ситуација кога немате елементи на изводливост. И затоа јас советував и на ДУИ и на СДСМ, оставете ја на страна сега. Оставете ја на страна, таа не ви носи ништо, освен што ќе ги билда мускулите на власта и ќе создава атмосфера и клима на поддршка за да може евентуално да го врати парламентарното мнозинство. Значи не им оди тоа во прилог платформата, јас и сега велам дека се злоупотребува во својата суштина. Наместо ДУИ сега да е мудар и да се повлече во дадена ситуација, Нема достави шанс. простор во Нема предворието шанс. на НАТО членство и Европската унија да се отвори една сериозна општествена дебата во која академската сфера ги знае академските стандарди, лимити до кај може да се оди со напредување на јазични идентитетски вакви онакви права. Имаме светски практики, Обединетите нации ги имаат практиките. Добро. Една сериозна општествена дебата ќе доведе до еден сериозен општествен договор во кој што македонската нација ќе прифати да речеме да одредени стандарди во кои што може да има напредување и така натаму, што нема да се одрази ни по унитарност. Ништо од ова Ни е по неприфатливо. финанси, Еве ја ништо. платформата. А кажете ми вие сега, мислам, Знаете, главната полуга и јас на која што тврдам дека мора да се држи оската и ден денеска, јас ќе го повторувам во секоја дебата. Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ мора да се вратат на оската на која што имаат предност. Таа е да ги вратиме вредностите, постулати, демократскиот систем да го вратиме, владењето на правото да го вратиме. Тоа е популизам, Не е тоа е чист популизам. Албанскиот Кажете ми граѓанин тогаш- може, Добро. господине Никовски, Да. албанскиот граѓанин може да ги оствари оптимално своите граѓански идентитетски Ама сака јазични повеќе. секакви права Ама сака само повеќе. во услови на стабилизиран Ама сака политички повеќе. поредок. А Само кажете ми, во услови на добро- демократски институции кои што функционираат. Добро, значи вие сте против демократскиот платформата, концепт. така? Вие сте против платформата. Јас сум против платформата на ваков начин, со уцена, Добро. со исклучивост, со сега притисок кажете- и така натаму. И сега, ако е така, се сложуваме. А зашто? И за кога се го може да прашуваат- дискутираме и да разговараме А и зашто- согласно академски стандарди да дојдеме до одредени решенија кои ќе го направат. А зашто Бели кои ќе го општеството? прашаат Бели, што мислите за платформата, имате Значи, став, вика немам реченицата страх. само ми е пресекол да се Ајде, извинувам. се извинувам јас. Албанските граѓани може да ги остварат оптимално своите идентитетски, јазички, секакви права само во услови на стабилизиран демократски систем, во услови на полна демократија. Теоријата на политички науки говори дека полни демократии помеѓу себе не војуваат. Тоа значи Кој вели? дека и перспективата на Македонија, Албанија, Косово, Бугарија на овој дел од Балканот е да развиваме полна демократија. Затоа вложи американците милиарди долари, затоа Брисел вложува ден денеска. Полните демократии не војуваат Полна помеѓу демократија себе. нема во Америка, немојте така да зборувате. Полна демократија нема никаде. Тоа се чисти флоскули празни. Ви кажете ми вие сега, Ако е полна демократија, видите, ако е флоскула, што е фалишната Добро, или дефендна демократија кажете и ми што е вие, хибриден режим. Ако значи е таа полна И тоа ли е демократија, флоскула? кажете ми како е таа демократија, вие ево сами одлично го ја судувате платформата. Зашто Бейли вика немам став? А има став за дека треба да се формира влада, треба да даде мандат. Пак американци, да. Ставите ги американци да набираат. Како се вика францускиот амбасадор, вика немам став, тоа не е моје прашање. Зашто Хан ништо не каже околу платформата? А што мислите ние да ја направиме платформа и да речеме А како што тачи? американците кажа за платформата? Бейли рече дека платформата нема став за Кој е платформата. официјалниот став на Стейт Департментот? Тоа е? Тоа е? Никогаш за волја на вистина. Дајте ми една изјава каде они директно нас не условувале со платформата. Никаде.
Не условуваат. Немојте. Ама не условуваат, ама тие Немојте поддржуваат. за себе Бабарога да биде Америка. А ја Не е во ред. поддржуваат ли? Ја поддржуваат ли? Ја поддржуваат. Ако не осудуваат, ја Што поддржуваат. поддржуваат? Платформата. Поддржуваат диалог, поддржуваат разговор, поддржуваат дебата, поддржуваат функционирање на кажете ми демократски сега, институции. ние Тоа да поддржуваат. ние да направиме денеска платформа за македонците во Бугарија и во Грција, како ќе И реагираат? за волја на вистината, Дали ќе реагираат? за волја на Дали вистината, ќе реагираат, кажете ми? поддржуваат духот на рамковниот договор да струи низ институциите на системот. Сега да се Кој ти го вратиме наметна? на Охридскиот рамковен договор. Кој ја уништи Не Македонија? оставете. Кој ја Не, уништи тој ја спаси Македонија? Македонија Ја спаси и ние цело Македонија, време и да. него го правиме Од бабарога. терористите ја спаси. Внимавајте. Охридскиот рамковен договор е меѓународен договор и тоа е привилегија за македонците. Тоа е мировен, така? После нашиот порез. По Меѓународен, нашиот порез. потпишан е од Вашингтон и од Брисел. За волја на вистината, спогодбата со Грција не беше потпишана и гарантирана од меѓународни фактори, па ја утнавме работата. Овој е меѓународен договор и нема потреба заедно да влегува во замката да го проширува контекстот на Охридскиот рамковен договор. Тој и ден денеска не е во оптимум Со оваа исполнет, таму има со простор. оваа платформа се игнорира Охридскиот рамковен договор. Точно. Затоа велам дека сега не е сезонот. Ние треба да ги исцрпиме Ама зашто можностите што ги Америка- пружа Ево, Охридскиот вие- рамковен договор. Ама Официјалниот ево, вие став, го се извинувам, осудувате, а зашто на Америка- американската надворешна зашто политика, Брисел не го на Стейт осудува? Департментот, официјалниот став е да се унапреди контекстот и духот на Охридскиот рамковен договор. Тоа е официјално. Сите документи се тие. Никаде не спомнува Стейт Департментот платформа. Влегувате во контрадикција. Не, Вие велите дека Аз се контрадикција. дали е Охридскиот договор мировен договор? Охридскиот договор е уставен инженеринг. Дали е мировен договор? Е мировен договор. Се постигна мирот, се постигна. Па дали има после тоа промени на мировен договор? Нема, мировниот договор завршува со потпишувањето. Зашто не го менуваме Букурешткиот договор 2013 година? Мировниот договор завршува, влезе во уставот и тоа е завршена приказна, Охридскиот разбирате? договор беше и тоа само растори рамка Македонија, разбирате? Сега ова е само представениот нова уставен етапа. инженеринг. Нова етапа е ова. Со мадманските измени. Да? И завршена приказна. И сега зашто зборуваме за Охридскиот договор? Ако тој влезе во уставот, влезе во законите, вие пак духот го барате. Со овој Духот е став на исклучиво со страна на албанскиот корпус во оваа фаза, тие си ја затвараат вратата утре да го придобиат Ама не ми одговоривте. Дали ако направиме ние платформа за македонците во Бугарија и во Грција, кои се луѓе просто непризнати, малцинство, стоја таму, никој не може да ги игнорира. тоа е- Како ќе реагираат? Како ќе реагираат ако Србија направи платформа за србите во Црна Гора и за Тоа не србите се во Босна и знае, Херцеговина? хипотетички, не се Не, знае. никој не знае. Бомба ќе фрлат. Или Руси да направат платформа и да им речат земете ја своја во своји раце. А зошто тоа е за- Нели е тоа мешање во внатрешни работи на државата? Па, и- Кој е министер? Ама и На ВМРО ДПМН? и албанското е мешање. Кој има техничка влада? Ама мешање и албанското, Па зошто не се сигурува? реагира? Зашто не го сигурува? Зошто не се реагира на државно ниво? Па јас те прашувам. Ама кој е министер? Од опозицијата или од ВМРО ДПМН? Чекайте, ама видите, ако Ама сега Брисел... вие сте контрадикторен во тој случај. Не сум случај дека контролирани. Имаше ли воз српски воз на Косово? Кој е чиста провокација. Го судија сите? Да. Го судија. Зашо ова не го судуваат? Ова е поголема провокација ова. Значи, тие се двојни стандарди кои ви ги браните. А зошто? Зашто што нивните интереси поклопуваат? И таа платформа не ја правила Рама, правена е пошироко веројатно. Па Кој го напиша изјавата на Охридскиот Хан Дели договор? беше осуда на мешањето на Рама во таа ситуација. Не беше дека контрапродуктивно. Тоа е контрапродуктивно. Тоа е веќе став. И знаете колку го кажа тоа? Кога видо дека милиони луѓе има на границите на улиците во Скопје. Зашто не може да го добро, игнорира тоа. добро. Има двојни стандарди во Европа, Ама не тоа двојни е- стандарди, тоа е секојдневно по Точно, Македонија, меѓутоа не тоа можеме за секој се ден. двојните стандарди да ги земеме. Или да го земеме Хашката пресуда. Тие цело време зборуваат за владење на правото, а за Хашката пресуда, да ви го цитирам, овој Рикер кој вели мислењето на судот во Хаг. Да направиме нема пауза. мислење. Трпиме неправда, Да точно. не правиме Тоа не е пауза. мислењето, тоа е пресуда. Значи игнорира, значи нема правда, нема владење на правото. Тоа е правното решение. Ова не е Они го правото очекуваат решение. политичкото Тоа е решение. политиката американска, Врз кој што британска може или према не мора да Македонија. има влијание правното решение. Тоа беше поентата. Иначе е неправда во принцип, во ред. Не неправда, него не почитување на правото, на врната светска Одиме судска институција. со реклами, а потоа се враќаме. Љупче Ристовски, Ристо Никовски и мојата маленкост Любиша Николовски. Се обидувам да поставам вистински прашања за вистински одговори, за да има аргументи. Никовски, во фокусот вие е Америка. Кога велите дека Америка не оценува, условува и така натаму, и дека незината историска задача е негативна во однос на Македонија, ако можам да произволно да заклучам, мислите на политиката на Соединените Американски држави од секогаш,
Мислите на досегашната администрација или мислите на поединци амбасадори како личности кои што служеле во Македонија? И четврто, дали мислите дека сегашната нова администрација на САД е различна и ќе ја смени политиката на Америка кон Македонија? Ќе ви кажам една работа. Преска спомнавме како не признава, што покаже односот према Македонија, значи со голема резерва, ценејќи дека најверојатно ќе се распаднеме, разбирате. Тока нема друго објаснување. Знаете, американските амбасадори ја рефлектираат американската политика. Меѓутоа, меѓу нив има некои кои одат еден чекор или получекор напред и на тоа градат кариера, тако беше Рикер, после тоа скокна за неколку должини во Стейт департментот. Другите биле по, да речем, објективни, меѓутоа политиката се тера. Тие не одат спротивно на својата политика, зашто ќе бидат така изфрлени на брзина. До 2008 година, до пресвртот кој се случи во Букуреш, кој е апсолутно дојде промена, 100% на односот кон Македонија, од отворени врати за НАТО и ЕУ, целосно затворени, ниту еден од американските амбасадори во Скопје, беа Батлер, кој ли беа тамо, не го спомнуваше проблемот со името. Никој. 2008 доаѓа Рикер и тоа е на главна маса цело време, зашто американската политика се промени, ја зема улогата на Грција на попречување на Македонија и на таа карта амбасадорите се експонирани. Дојде Волерс, сеќавате Волерс, уште на Конгресот рече дека се работи за идентитетско прашање. Многу искрено човекот го каже тоа. И имаме едно чудо во изјавите кои го покажуваат тоа. Значи, политиката нема дискрепанција, нема дисонанца никаква меѓу политиката на амбасадорите и Стейт департментот. Второ, американската политика не се менува од администрација до администрација, дворешна политика зборувам, во глобала. Може да има нијанси, разбирате. И тие нијанси се однесуваат према Кина, сега Трамп е малце пооштар према Кина, према Русија беше многу поблаг, сега ќе видиме дека тоа ништо нема, колку веќе 2 месеца се случува тоа. Значи, према Македонија, таа политика е трајна, разбирате. Македонија не е на врвот од американските политички интереси, да тука администрацијата дојде и нешто робусно најавува, променува. Така да и нова администрација на Трамп, разбирате, ќе продолжи горе-долу, јас мислам 99% истата политика. Ние мислевме дека, и некои мислат се уште дека има разлики меѓу републиканците и демократите во Америка, односно на Македонија, нели Џорџ Буш помладиот рече во Букурешт, утре стануваат членки и Македонија, и Албанија, и Хрватска на НАТО. Вечерта се промени работата. Тој не го рече тоа, и тој не имаше искрена намера да го заокружи јужното крило на НАТО. Не го спречи него Грција, не го спречи неговите, кои веќе тој беше на крајот на мандатот и работеа веќе на пост-Бушовиот период. Да Буш беше на почетокот на мандатот, немаше никој да му се спротиви, Македонија ќе влезеше, разбирате. Меѓутоа, јас знам од турски информации потврда дека истата вечер кога рече дека утре Македонија ќе стане, го молел, разбирате, американскиот председател и турскиот председател Ѓул, немој да одиш со или трите или никој. Зашто кога трите никој ќе биде катастрофа. Пропаѓа самитот на НАТО, завршува мандатот на Буш со неуспех де факто. Значи, разлика меѓу демократи и републиканци во Америка, во однос на Македонија, нема, разбирате. Тоа не може да постои такво нешто. Сите наши надежи дека сега Трамп ќе промени политиката, мислам дека се залудни. Ние треба да ги земеме во своји раце судбината да земеме и сите работи кои треба да се реализираат и она што и пред малку зборувавме дека ние мораме да преземеме чекори, бидејќи нам уствари по Букуреш 2008 година ни слабе меѓународната позиција. Ние сме блокирани, уценети и под ултиматум од Брисел, и прво името, потоа членство, и полека одиме надолу, ни се стеснува маневарскиот простор и целата оваа криза, која еве 2,5 години ја тресе држава, има една единствена цел да доведе до прекрстување. Тоа е нивниот клучен проблем, не клучниот интерес. Но вие рековте дека 25 години ние преговараме за името. 20 минути не преговараме, разговараме за името. Разговараме за името. Процес на промена на името. Видите, на начин што ќе одговара на тоа се наши грешки.
Тоа се наши грешки. По грешки сите Тоа се влади наши до сегашни. Видите. Сега мислите дека вашето мислење е поисправно од сите влади на Македонија што беа од 90 на. видите. И леви и десни. Дозволете, на почетокот 90-те години, кога Македонија беше на работ од провалијата, кога имавме 30 милиони девизни резерви, немавме доволно за нафта, ние немавме маневарски простор да покажеме заби. Ние немавме маневарски простор да кажеме примете Обединените нации, не примајте, разбирате, не можевме. Ќе пропаднеме, сами леко, само дозволете. А имате, ако тоа е ваше право. Значи, зваќате, ние тогаш немавме капацитети. Меѓутоа, тоа помина многу време. Ние навистина и една од грешките на сегашната власт е што на овој план ништо не правим зеба. Ние сме цело време во дефанзива, ние чекаме што ќе дојде да ни каже Чичко Нимиц. Не, па тоа е можеби предноста што ја играат сите влади до сега. Не, ама не е предност. Преговараат, ама разговараат, тоа беше но- предноста можеби во еден момент. По Букурещ 2008 година тоа е де факто наш Затоа што и сами рековте, ако некој те треба сам да си го смениш името, тоа е глупо, кој би го сменил сам името. Видите, прво и прво да нудам опции за ние треба да кажем да, тоа е точно. Меѓутоа во еден момент вие мора да издаете со некој предлог, зашто едно време беше долго препорачливо и не беше опортуно да се издаде со некој наш предлог, бидејќи тоа ќе биде почетна станица за нови оставки да бараат. Меѓутоа веќе тоа време помина, по 2008 година нашата меѓународна позиција се влошува и Македонија е веќе на потек да преземе чекори, да тргне, има за тоа решение, пред малку го дискутирав. Ќе го завршиме. Значи потребно Оставите е што малку. Македонија, топката е во нашиот двор и ако молчиме ќе ни се случи оваа криза со прислушувањето ќе ни оркестрираат. Но ако сега не капитулираме, ќе направат ново и Македонија оди надолу додека не биде прекасно. Ние сме на потек и треба тргнеме во офанзива. 15 декември 91 година добиваме писмо од Обединените нации во кое вели: во јануари Генералното собрание ќе заседава. Словенија и Хрватска се на дневен ред да ги примаме за членки на Обединените нации. Вие сте третата држава од бившите југословенски републики со која ги исполнува условите за да биде членка на Обединените нации. Тоа не може Доставете писмо, има официјално писмо. До 15 јануари доставете писмо. 92 година. Киро Глигоров го праќа писмото после 15 јануари. Зошто? Тоа е наша слабост, наша грешка. Ние имаме отворена врата за влез во Обединените нации точно на тоа Генерално Тоа не е собрание точно. Обединените нации. Тоа е точно, го има тоа Ќе ви писмо. кажам само нешто. Разговарајте со живи луѓе што Зошто биле не е актери испратено во на тоа време? дело. Молам? Видите, Зошто не е испратено? Од натрешна колебливост, од натрешна несигурност. Па не, Потоа во март тоа доаѓа се- средбата Милошевиќ, Мицотаки си завршена е песната што видите, слуши. тоа се приказни. Значи не се приказни, ние За имаме мали деца, официјален јас ке- допис. Чекајте, до 15 декември 2091. Зашто го чуваа Чекајте, писмото? Чекајте, да ви кажам сега јас. До декември 91 година, декември уште работи, тогаш е формирана Баденторовата комисија да каже кои држави се признати, кои не се. Во јануари 92 година Ние ги дозволете. исполнувавме услови да Ма не бидеме исполнуваме услови независна кои не сме држава. признати од никого. Значи, во декември 91 година, што тврдите, уште работи и треба да ја донесе својот предлог Бадентеровата комисија. Кои ќе бидат признати, а не може да имаме ние предлог за да Словенија и Хрватска ги примија на заседанието јануари 92 година. Не ги примија Како не ги во примија? нации ги примија во мај. Тогаш беа на дневен во мај ред на Генерално 92 собрание година. Обединените нации. Од кога на 15 јануари 92 година на министерскиот состанок во Виена се донесе одлука да се признаваат Хрватска и Словенија, разбирате, Европската унија, тие веднаш поднесоа барање и во мај беа примени во Обединетите нации, не во декември, не може која. Не, во декември зборувам за јануари. Ама на 15 јануари беше средбата на министрите во Виена која решија дека ги признаат место Македонија и Словенија, дека ги признаат Хрватска и Словенија. А претходно ја признат Словенија, Хрватска Проверете призна. историографијата и проверете ги дописите Ама јас бев тоа официјални, тогаш мора да постои вакво писмо. Ама не може да постои. Освен репликава околу како видите нашата немоќ неорганизирана да се реагира и Никовски повикува дека на потек е Македонија. Што може реално Македонија да направи? Македонија може многу да направи. Прво, Македонија мора да го врати националното единство внатре. Мора да изгради консензус околу клучните национални стратегиски точки. Во моментот нема. Ние сме длабоко поделено општество. Ние имаме длабоко омраза помеѓу клучните политички фактори во македонскиот корпус.
Ние имаме постојани поделби, ако сакате, последниве 10 години, тие се страхотни, трагични поделби на патриоти и на предавници по сите основи, да не ги редиме сега. Че ние имаме континуирано делење на македонското национално ткиво однатре. Ние не сме виновни што апетитите на соседите растат во таква ситуација, што ние покажуваме слабост, па и апетитите на одредени сили внатре, па и платформа и така натаму. Слабоста на другиот секогаш е предност. Знаете, во политичката наука има една така наречена сива зона, или како го викаме, политички лимбо. Вие ако не успеете да се наметнете со став, со позиција, со национален консензус, со една издржана национална политика, со цврсти позиции на твоите национални стратегиски интереси внатре во државата, како очекувате вие да ве почитуваат другите, да имат доверие другите во вашиот став и така натаму? Ние тоа го немаме и вината е кај нас. Во македонскиот корпус. Зашто? Затоа што имаме катастрофални политички лидерства. Затоа што имаме лидери на партии кои што прво не работат во интересот на своите партии, камоли во интересот на државата, со години наназад. Па ако сакате и од осамостојувањето до денеска. Ние не успеавме да профилираме на јавна сцена морално доблесни личности кои што со љубов за својот народ и за својата нација ќе се борат за оваа држава. Ние тоа не го направивме. Тие не го направија, ако мислите на... Зборам за македонскиот корпус. Ние не го направивме. Македонците. И од тога нашиот авторитет е минорен на нашиот авторитет. Гледате ги израелците како се борат. За клучните стратегиски интереси тие се цврсти како тупаница. И нема играчка со националниот интерес. Албанците најде подалеку, албанците се такви. Секој има право да си го бара својот интерес. Велома, најде подалеку, албанците. Сите останати околу соседите имаат право да не разнебитува што сака да прават. Кај нас е топката. Ние треба да бидеме цврста и силна држава однатре. Ние треба да имаме силен национален идентитет. Ние треба да имаме стабилна политика, стабилни лидерства, стабилни водства. Го имаме ли тоа ние денес? Немаме. Никогаш го немавме. Што треба Македонија да направи? Треба да го изнедри. Треба да го изнедри најдобриот дел од нацијата. Треба медиумите да придонесат во тоа. Треба да се најдат, да се одважат храбри луѓе, интелигенцијата на овој народ да се разбуди. Ние имаме потенцијал да го изнедриме тоа национално единство. Имаме потенцијал да направиме реинженеринг, да се вратиме назад. Но за волја на вистината, ако 20 лидери имаат толкава омраза меѓу себе, па нацијата ќе мора да најде начин да ги тргне 20-та. Зашто ги држиме 20-та на чело на партии? Зашто третиот, четвртиот и петиот ешелон и во едната и другата партија спијат? Што очекува дека некој ќе дојде на власт, ќе дојде до позиции? Не, ќе изгубиме државата со таа политичка омраза. Тој мора да се прекине тој круг. Тој е круг на злото. Злото се мултиплицира. Добро, но сепак и те видите во анкетите што се прават, лидерите секојаш добиваат најмногу, дури повеќе од самите партии. Во услови кога немаме внатре партиска демократија, во услови кога ние, замислете, во услови на демократски централизам во комунизмот, имаше по тројца кандидати за еден член на Централен комитет, па потоа по тројца кандидати за член на председателство. И на тајно гласање се одеше. Денеска имате султан партии. Ние сме 20 години вратени позади принципот на демократски централизам. Султан одбира луѓе. Нека остават по тројца и 5 кандидати за влез во највисоките органи, ќе видите како нацијата ќе изнедри. Не, двете неголеми партии во парламентот. Ама може да не биде така. Можеме ние со внатрепартиска демократија да изнедриме од четвртиот, петиот ешелон морално доблесни луѓе. Луѓе што имаат свој независен став, што мислат со своја глава. Партиите си Ама тука треба институционален инженери, тука треба промена и на норма, и на закон, и на систем. Немојте инженерикот секако звучи некако да сечеш, да колиш, Немојте со инженерингот во секој инженерингот е промена на нормата, ако е норма или основата е дека на нема никаков договор за минималните државни и национални интереси. Нема. И тоа секој го прави на свој начин, го злоупотребува и ви отидовте во Израел да ги земе албанците, не може да ми симнеме капа. Кој е националното прашање на маса, сите се еднакви, никој едномисленици, никој нема никаква нијанса во третирањето. Што ни кажува тоа дека е време за акција, време за пресврт? Точно така. Мора трни поинт нацијата да направи. Само да не остане да се разбуди нацијата. Да не остане за довршено околу Обединетите нации. Видите, тоа често пати се шпекулира и дека Македонија не поднела барање, дека Григоров не поднел барање, никој не нуди и не ви кажува да поднесете барање до Обединетите нации. Секоја земја тоа самостојно го прави и може да го правиш кога те признават. Григоров поднесе барање за Обединетите нации на 30 јули 1992 година и тоа барање тогашниот Бутрос Гали до јануари го држи во ФИОК.
сам не може да го држи, некој друг му го каже. Така да тука да имаме тоа се факти историски. Имаме во историски контекст Не, како али нација и слушајте, држава имаме. знаете што? Ако не признават, не може да барате вие тие дешаваат, не признава никој, вие ќе барате при обединацијата, е Вие смешно. стојавме на крајот, сакам да кажам, упатувате дека Султан партии, дека треба нешто да се промени. Па вие гледате дека на секој дебате, дури вие вечерва и тие утре, и тие завчера што ве имаме различни ставови, дали треба да се прифати тогаш референцијата ФИРУМ да се влезе под поранешто или не. Околу се делиме. Да, дали да Околу се делиме. преговара за името или не. Кој бил предадник што прифатил и тој што не прифатил? Дали сме мултиетнички или не мултиетнички? Платформава не дели или не дели? Се извинувам, во една демократска атмосфера, во еден демократски дискурс, сите овие дилеми треба да се расчистува. Интелигенција да се случи, академската сфера да се вклучи, нација да се вклучи, медиумите. И нека се разговара. Со месеци ако треба ќе се разговара. И ќе се изнедрат најдобрите ставови за нацијата. Тоа е демократијата, не можеме ние не. Така го почнеме ние. Тие се Ние ќе сепак- сколиве првиот месец, ќе ги сколиве меѓу себе. Така Тие е. се сепак британското дел од општество има нас. денес Тие- дискусии за круцијални теми за Еве што направија Брекзит историска грешка британска. Во тие сите демократски процеси направија ќе кажа. историска се кајат, грешка. ети ги Дека страшен удар за Европската унија. Имаше Меѓутоа, два Не, за нив уште Имаше поголем два за нив. протеста, едни што вика и ден денеска, на 60 годишнина од Евровен имаше Добро. денеска е ден на Така да, Европската да, унија. да. Не, Е, добро, на тоа е некој начин тиранијата на бележавме мнозинството. ние Ше, со оваа дебата, ама едни се кајат, други не се кајат. Се балканизираат. И благодарам што бевте гости во аргументи на задоволство. аргументираната дискусија и расправа по овие важни прашања во Македонија. Почитувани играчи, ви благодарам на вниманието, пријатно. Но за старт, за да можем да одработам платата, Читување на функцијата која Андон, ја имаш. Немаш Андон, право да да ме покажеш, прашам тоа за не можеш да го наредбите. направиш. Имам. добро, дајте само Можете уште да сте саркастични колку што дајте сакате. уште една минута Свој реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чекай сега. Патот до пеколот е поплочен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележени. Нема да читаме цел. Ама молам режија.